а сега, како што веќе најавив, продолжуваме со гости, меѓутоа сега ќе ги вклучиме на Вибер со оглед на тоа дека тие си се на заслужен одмор, вака да кажам. А кога работиме со дечиња, толку треба да сме сконцентрирани, толку треба да сме 100% посветени на нив, што и вие самите добро тоа си го знаете и сигурно ќе се согласите дека сум во право, затоа што собираме сила за почеток на школската училишната година. Прво ќе ви кажам добро утро за Марина Христова, председател на ХЕСЕД Скопје, и за Нената Спасовски, координатор на програмата при Драмското студио. Ќе зборуваме за се, ќе опатиме, но да се поздравиме. Добро утро и од нас. Добро утро. Добро утро, се надевам дека двајцата ги имаме во кадар убаво или па вака, ете така, да, може со оглед на тоа за да не биде само едниот, а имаме двајца гости. Сега, јас ќе започнам од дамата, која што благодарам прво што одвоивте време со оглед на тоа дека сте на вашиот годишен одмор, да бидете дел од нашата утринска програма, тоа многу значи, но ќе зборуваме за она за што нас многу не засега, тоа се нели најмилите дечињата и за програмата. Еве при токму како председател на ХЕСЕД Скопје ќе ни кажете за она што јас налетав на него и многу интересно за дневниот престој, за едукација на дечињата. Ќе оставам на вас, па ќе се надополнуваме низ разговорот. За што се работи конкретно? Ви благодариме многу на поканата, навистина ни изненадивте и баш имавме една, да речам, супер можност да еве после коронава, како што нели онлайн начинот на изразување, изјаснување може да проработи, да речам, да се вклучиме и од тука, точно на заслужен одмор сме, а после да речам доста напорна година изминатата и летната програма што се уште е во ХЕСЕД се реализира. Дојдовме тука да ете така се одмориме, но и да поработиме малку повеќе на програмите кои што ќе се случуваат од септември. Значи, ХЕСЕД постои 4 години како ХЕСЕД Еду, како едукативен центар, а пред 2016 година го отворивме како невладена организација која што работи програма, односно проект Ментор Тутор за сите дечиња во социјален ризик од домот 11 октомври. Сега, пошто сме ние специјални, значи начинот на кој што се изразуваме е полнење на дупки, кои што, например, во претходните оделенија во одредени содржини се доспеани. Например, доаѓа детенце, трето оделение и мајката ми вели, многу е слаб математика, супер здраво дете, меѓутоа треба да се поработи на одредени содржини. Кога се фатам да работам тоа што е, нели, последователно што се работи на училиште, веднаш гледам дупка од второ оделение, од прво оделение, и велам, тука да се поработи таблица множење. Тука имаме делење, не знае детенца во делење да работи. Така, значи, пред за тоа сме специјални, да пополнуваме дупки кои што се доспеани од различни причини. Болно детенце, не било сконцентрирано, фокус, значи има многу работи што можат тука да бидат вклучени како ризик фактори за детето да не си ја постигне својата содржина. Но со текот на времето исто така согледавме и дека е потребен дневен престој, односно згрижување на дечиња пред училиште и после училиште. Дневен престој како homeschooling, дома школа, школа дома, да речеме, таква ни е атмосферата во ХЕСЕД. Секој детенце, да речеме, после училиште четврто и пето оделение, што е нели сега се класична, немаат сите дечиња целодневна. Доаѓаат после училиште кај нас, ги превземаме од училиште. И првично нешто што прават се одмараат во една релаксирачка атмосфера, чајче, колачиња, ќе се одморат и потоа велат самите развиваме кај нив едно чувство на самодоверба. Наставнички времен сум може да почнеме со пишување на сите домашни, да извежбаме се она што е работено на училиште, да се научат лекциите и така. Исто така, тоа станува кога станува збор за дневниот престој после училиште, нели некои дечиња се втора смена, ова го правиме пред да одат на училиште, па потоа сме во можност да ги однесеме на училиште и така. Така, јас знам, тука мора да споменеме и да напоменам дека вие сте исто оделенски наставник.
Така. Јас сум моделински наставник, вработена сум во Владо Тасевски. Оваа година ќе водам вторачиња. Сега тука ми е следното прашање, има ли дупки кај вашите дечиња? Тоа сакав токму сега да ви го кажам. Така. Кога човек оди на работа со љубов, што е многу важно, да. Се работи работата во полн етер. Од 25 учења во прво оделение, сите 25 читаат со разбирање, со голема страст кон учењето, кога станува збор за македонски јазик, а кога работиме математика, сите цели нели се постигнати собирање, одземање со премин до 20, одлично кај сите ученици. Но не е тоа најважно. Најважно е тоа сме го направиле со будејќи свест кај децата, да сакаат тоа да го прават. Со љубов да сакаат да учат и да доаѓаат во училиште за повеќе знаење. Сигурна сум дека тоа така, работата кога се работи со љубов, поготово со дечињата, мора да им се посвети 100% внимание. Сега тие дупки ги имаме затоа што некогаш тоа и се избегнува. Мораме да кажеме дека професиите се професии, меѓутоа некои се наоѓаат во професијата, некои не, а кога се дечињата во прашање, треба тука веќе за оваа професија и за образованието кое е столб на нашата држава, нели и на нашето општество, да се вложиме целосно. Ајде сега малку и Ненад да го вклучиме во разговорот и да ни ја каже својата улога за сето ова што ние досега ве го зборувавме. Повели, добро утро. Здраво уште еднаш, добро утро. Благодарам исто за шансата тука да бидеме на Алфа телевизија и исто така голем поздрав до сите ваши гледачи ова утро. Значи, јас влегувам во ХЕСАТ оваа година со некои специфични улоги. Најглавно оваа година јас ќе бидам главен координатор на нашата драмска секција, што ќе биде исклучително уникатна, со тоа што ќе биде прикажана на англиски јазик. Значи, тоа ќе биде понудена за дечиња од 10 до 15 години и ќе имаат шанса да имаат уникатни часови по актерска игра, каде што целиот час ќе се одвива, се разбира, на англиски јазик и тоа ќе им помогне многу на дечињата од страна на развивање на нивните комуникацијски вештини, се разбира, се тоа ќе биде преку креативност и игра, различни, ќе има различни, како се вика, поточно да, ќе има различни модули каде што ќе таргетираат размислување надвор од обичните, да кажеме, рамки и ќе биде сето тоа прикажано исто преку некој вид на игра. Мислам дека ова специфична програма порано ја имам работено и нудено во училиштето Нова и исто така во Центарот за странски јазици со огромен и голем успех, каде што највеќе се прикажува од страната на видената самодоверба што пораснува кај децата. Значи, што е многу важно така за личниот развој и се разбира за талентите да ги препознаеме кои што сите ги имаат во актерството, тоа најдобро го знаете вие, се разбира, но еве малку и за вас од кога љубовта кон она што вие го работите. Така, значи јас имав шанса, имам израснато во Ванкувер, Канада, таму живеев веќе 18 години, значи од мало дете, веќе од 8-9 години и се разбира таму се школував, еви македонскиот малце ми е, може да поработам на македонскиот, иако воглавно... Одлично е, не би рекла дека е до толку, не. Говорам, да, исклучително на англиски и ми е многу, се разбира, полесно, но исто додека бев во Канада, еден од првиот факултет ми беше од страна на бизнес менеджмент, но мојата вистинска пасија беше глума, каде што имав веќе работено едно 7-8 години во театар и потоа се префрлив и завршив втор факултет на Vancouver Film School за програма за
актерство по филм и телевизија. Така. Значи, таа пасија мислам дека од долго време, Так. може да се каже, рани години се спроведува и најдов дека туку Македонија е многу важна активност што на времето немаше никакви опции. Сега знам дека има повеќе драмски школи, особено за деца, но исклучително предаваат програми на македонскиот јазик. А мислам дека исто има огромна придобивка за деца каде што веќе го знаат англискиот јазик и ќе имаат шанса да комуницираат со native speaker, нели, like with a native speaker. Како да својот талент да го искажат и надвор од границите на Македонија со англискиот јазик, доколку навистина некој поседува толку големи актерски способности, зошто да не, така ли? А можеме да освоиме надвор од Македонија со тој јазик, но секако дека и кај нас се разбира на прво место нашиот официјален македонски јазик. Јас не знам кој ти кажал и дали некогаш ти кажал некој дека нешто во македонскиот јазик имаш проблем, но јас тоа воопшто не го забележувам дека е така, секоја чест одлично го говориш. Благодарам. Да. Фала многу. Ќе се повторно ќе зборуваме, доколку е нешто важно да истакнеме, да повели, јас вака, значи проектот, односно областа во ХЕСЕТ за актерска игра "Љубиме да глумиме", која што ланската година ја оформивме со Марија Новак на македонски јазик, а резултираше со многу голем успех ланската година. Значи, доста дечиња кои што со нетрпение чекаат да почне школската година и веднаш да стартуваат повторно, нели, на часовите по актерска игра. Значи, Марија Новак продолжува да ја води "Љубиме да глумиме" на македонски јазик, на таков начин на кој што таа го прави тоа. Значи, Марија е според мене многу одлично спремна, не само како актер, туку и како педагог кој што знае да го пренесе знаењето на еден прекрасен начин. И ланската година завршивме со представа кои беа резултатите. Лина Линареза, "Принцезата со најкранат нос", текст и сценарио на Афродита Киријаковска. Значи, силно што го направивме, јас бев воодушевена. Со една година децата имаа искуство, односно резултати, кога завршиле прва година ФДУ, а беа деца од 10 до 18 годишна возраст. И откако заврши целата таа супер спакувана, успешна година во однос на актерската игра "Љубиме да глумиме", појави Ненад, баш тогаш кога и најмногу му требаше на ХЕСЕТ, јас велам, ова е супер, ова е совршено, а ми треба нешто ново, знаеш, како нова крв, нешто, некоја иновација. Така, да се внесе нешто ново. Да. И првично слушна дел од програмите и начинот на кој што работиме со децата, на кои нешто ставаме најголем акцент, до кој степен работиме применувајќи новитети од светско ниво. И веднаш ме изненади кога слушнав што има да каже во однос на тоа. Нови идеи, прекрасен нов, да речам, ветер во грб, за целиот ХЕСЕТ, за сите програми, не само за актерска игра. И кога ми даде фидбек, јас бев вау, како ме разбира, ама како сето тоа го кажува на еден многу постручен, софистициран начин и со нови идеи. И реков, ти влегуваш во ХЕСЕТ и ќе бидеш пред за логистика. И тој рече, добро, во ред, благодарам, ама остави ми неколку дена, имам да ти презентирам нешто. И веднаш тука се појави со неговите програми, као актерска игра на англиски начин, за постигнувајќи одредени цели. Значи, не само актерска игра од театарски карактер, како што ги што Марија Новак и на македонски начин, туку сето ова сака всушност тој да постигне преку актерска игра да развие самодоверба кај децата, односно да ја развие таа емоционална интелигенција или пак да почне барем поставувајќи едни здрави темели во животите на децата, каде што јас ова ретко е многу важно. Сретнала во Македонија. И така да
Така. се вклучи и Сакам да направиме еве вака една споредба со оглед на тоа дека веќе го спомена Нената дека се едуцирал во Канада. Едукацијата во Канада, едукацијата во Македонија, што е она што можеби ние треба повеќе да сториме за дечињата, затоа еве и како делински наставник дали ќе се согласите за да ги доедуцираме еве и во дневен престој дечињата на кои што тоа им е потребно, меѓутоа дали треба кога ќе го видиме талентот кај дечињата што го поседуваат, дали за физика, дали за компјутери, дали за спорт, треба да ги насочиме токму за тоа повеќе да се обрнува внимание. Јас мислам дека се уште тоа кај нас така не функционира. Не знам дали ќе се согласите, но дали е такво нешто потребно? Па вака, како оделенец и како директор на ХЕСАД можам да кажам дека има по некој наставник со едно, да речем, малку повисоко ниво на свест и на ниво на свест преку кое што делува со децата. Така. Тоа е прво. Второ, можам да кажам дека има доста работа кај наставниот кадар во Македонија. Значи, треба да се реализираат обуки од еден многу поинаков вид, за да самиот наставник добие алатки да применува на вистина, да ги реализира содржините преку актерска игра, многу психологија тука има во позадина кај актерска игра. Сето тоа толку добро спакувано на педагошки начин, вклучувајќи ги сите уметности, и пеење, и цртање, и танц. Значи, сите овие нешта на креативен начин интегрирани, но не премногу. Знаете, јас кога ќе слушнам креативен, елеле многу креативна наставничка. И зашо е креативна за сецканици, за лепеници, нели, народно кажано? Не, значи креативноста треба од умот да проаѓа. Да поаѓа, да почнува од душата, од талентите на луѓето кои што ги поседуваат. Ако не ги поседуваат, треба да имаме обуки за или сето тоа како наставници, ербап народно кажано станеме за да го пренесеме кај децата. А талентот, тоа уште од кога студирав на педагошки факултет го имам научено и значи е врата во животот на секое дете, преку која врата треба да влегува секој наставник и да работи, да делува во сите области. Значи, прашањето сепак ми беше на место и сте го имале дури и на факултетот, каде што сите кои што сте го завршиле педагошкиот. Да, многу е важно. Сега јас ќе ги оставам последните минути на вас. Што е важно да се истакне за дневниот престој, со оглед на тоа дека завршуваме кон крајот сме на разговорот, имаме уште 2 минути, па ќе оставам на вас што е она што би сакале да го споделите со гледачите. Јас би сакала еве и на Ненад да му дадам можност да каже нешто повеќе во светски рамки, значи како образованието е малку поразлично и што би внеле како иновација. Како иновација. Ајде Ненад да слушнеме. Слободно, да. Мислам има доста разлики меѓу едукацијата во Канада во споредба Македонија. Од страна ја би рекол дека од млади години има огромен фокус на развивање на емоционалната интелигенција кај децата. Значи, свеста се буди и исто така за своите постапки и за постапките на други, за поставување на, може да се каже, на некој вид здрави граници, начини на комуникација. Многу повеќе мислам дека се фокусираат учењето на развивање на некаков вид на животни skills и вештини, така. Значи, дали е тимска работа или нели да работиш во тим или да бидеш лидер или problem solving, како да решаваш проблеми или критично мислење. И тоа се мислам вештини што се потребни во животот, независно, мислам, во која област и за каква област да станува збор? Апсолутно. Исто така комуникацијските вештини, нели, контрола на своите емоции, дискутирање, нели, меѓусебно на било каков, да кажеме, за било која тема, дури да кажеме проект и со разбирање дека не мора да се согласиме, но мора да се нели почитуваме и дека сите имаме. Така е, не сме сите исти, јас тоа го велам, не мора секогаш за се нешто да бидеме согласни за се едно исто. Апсолутно.
Така. И мислам дека втората работа е тоа што таму многу повеќе се фокусираат, да кажеме, на крајот на било која лекција е децата да им се даде шанса они да генерираат некаков производ на крај, или и тоа е преку проект. Значи, тие деца, мислам, у Канада, успоредба со Македонија, на многу повеќе проекти работат, дали тоа сами или со партнер, или нели во група од 4-5, и тоа само по себе им дава страшна само доверба, до крај на 8, или еве кај нас е веќе 9-летка, ако они имаат веќе да кажеме работено на 30-40 проекти у различни сфери и плюс ги имаат тие презентирано пред нивниот час, пред нивниот клас или пред нивната школа, тоа ги насочува на многу добар пат, каде што мислам сите тие доаѓа до резултат. Така. И се многу поспремни, мислам, понатака, дури кога ќе завршат во животот, така е. Така и во средна школа и во факултет, каде што Треба, јас мислам дека во последно време малку затаивме и треба повеќе едукација на било каков начин, поготово од првото одделение, како велат првите 7 години се многу важни во животот на едно дете и од домашното воспитување, меѓутоа и онаму каде што ги праќаме, а тоа е исто така училиштето. Марина, за крај, сите оние кои што се заинтересирани дечињата да ги остават во ваши раце, така да кажам, што треба да сторат? Па ќе се видиме ние во студиото кога ќе се вратите од одмор. Така. Значи, ние имаме на 19 август уписи, веќе и уписи во тек преку телефон, луѓе што ми се јавуваат да ги запишат децата. Имаме ограничен број на деца. Начинот на работа е индивидуален, значи што поскоро да се јават да си резервираат место, за да го запишат детенцето во дневен престој, каде што ќе добие превоз, пишување на домашни, полнење на дупки, градење на карактер, значи многу важно. И имаме можност преку хармонија здрава храна дете и преку здрава храна одлично. Да внесуваме иновации во нивниот живот. Многу ви благодарам. Јас би сакала само за крај да ве поздравам. Малку камерата, ако сакате да ја свртете и на другата страна, колку да уживаме во една убава гледка за крај од нашата утринска програма. Ке ве поздравам и ке ве очекувам. Вака, па да го видиме морето и ние малку да си уживаме, ако ништо друго, во оваа убава гледка. Ви посакувам да имате прекрасен и убав одмор. Се слушаме и се гледаме во студиото на телевизија Алфа со следен разговор токму за дечињата и за вашиот дневен престој и што се таму нудите.